45% од учениците во Македонија се изјасниле дека е во ред да бидат физички удрани или да вратат физички удар кон нивен соученик во училиштето, додека само 27% од учениците се изјасниле дека се чувствуваат безбедни во училиштето во поглед на физичко или психолошко насилство, покажува истражувањето на Коалицијата на младински организации сега во рамките на проектот Промоција на безбедна училишна средина. 36% од учениците редовно ги решаваат сите спорови со насилство, со физичко насилство. Овие факти покажуваат дека се она што е неопходно да се направи е да се вклучат и ангажираат сите засегнати страни, сите субјекти во училиштето. Кога зборуваме за невербалното насилство, кога зборуваме за булингот, според нашето истражување, 61% од наставниците изјавиле дека доволно прават за да ги мотивираат учениците да пријават булинг. Наспроти тоа, кога ги прашаме родителите, само 28% од родителите сметаат дека учениците или средината во училиштето ги мотивира нивните деца да пријавуваат булинг. Учениците велат дека во основните училишта има повеќе физичко насилство, но и психолошко насилство. Најчесто преку интернет и вербално, мислам дека веќе сме во таа возраст каде што нема толку физичко насилство. Во по-ниските оделенија, например, во основно е поприсутно, мислам дека и според моје лично искуство и според тоа што се гледа, нели? Ама сега во средните мислам дека се манифестира само преку вербално и тоа се многу ретки случаеви. Физичкото насилство е нешто што јас најмногу сум била сведок на тоа во основните училишта. Во средните училишта е покрената свеста кај учениците. Сметам дека физичкото насилство е поретка појава, но поради тоа вербалното насилство и дискриминацијата се многу позастапени. За потребите на проектот е направено почетно истражување во проектни училишта со опфат од 25 училишта, 13 основни и 12 средни училишта. Истражувањето покажало дека девојчињата се похрабри да пријават насилство од момчињата.